Почитувани представници на македонските медиуми, гости, новинари, пријатели, ова пресконференција денеска ја свикавме со една единствена цел да соопштиме на македонската јавност дека вчера, иако тоа формално правно, де факто и де јуре не се случи, но вчера падна владата на Никола Груевски. Ние подолг период бараме оваа ненародна власт да замина. Ние подолг период докажуваме со аргумент, со факти, дека понатака начинот на кој се води македонската држава е начин по кој Македонија се вовлекува во деветиот круг од пеколот. Затоа ја повикуваме македонската јавност и пред се пратениците, и не само оние пратеници кои веќе подолг период се на страната на Обединети за Македонија, но сите пратеници кои ја почитуваат демократијата и војата на граѓаните на Република Македонија да ја покренат иницијативата за распуштање на оваа власт. Вчера бевме сведоци на уште еден класичен упад во демократијата. Вчера беше во Македонија суспендирана демократијата. Ние, Обединети за Македонија, и јас како претседател на оваа наша најбројна политичка партија, сум легалист. Јас сум да се проверуваат фирмите. Јас сум да продолжи борбата против организираниот криминал во државата. Јас сметам дека не е ништо страшно да се проверува работењето на фирми. Тоа го правев и во времето кога бев заменик директор на државната безбедност и кога бев министр. Но никогаш во Македонија во овие 20 години не сме имале таква класична забрана на поинакво мислење од она што го наметнува режимот на Никола Груевски. Се прашуваме и си го поставуваме најлогичното прашање кое може да произлезе од она што вчера Македонија беше сведок. Дали е државата виновна? Дали државата дозволила во еден простор да има 5 фирми? Дали таа иста држава која преку директорот на управата за приходи, за јавни приходи, кажува дека бил толерантен, па замислете 8 месеци не влегол во фирмата на господинот Велија. Па тој може и 2 години да не влезе, па тој автоматски на тој начин го крши законот и работи спротивно на она што значи работење на управата за јавни приходи. Државата исто така дава дозвола да може да се отварат фирми 5, 6, 7 или 8. Ние не зборуваме денеска за А1, утре за Телма, задутре за Сител. Ние подеднакво дури би постапиле доколку и во Сител се случи таков упад, каков што вчера го видовме. Бидејќи мора во оваа држава да се толерира различното мислење. Мора во Македонија да престане едноумието, кое формално е инсталирано пред 20 години. Ние формално имаме плурализам, имаме повеќе партиски систем, а секоја власт во овие 20 години инсталира едноумие. Но денеска во Македонија е инсталиран тоталитарен режим, сличен, не подеднаков со латиноамериканските, бидејќи тие напредуваат во однос на она што се случува во Македонија, режим кој може да се види во некои афрички држави денес. Затоа уште еднаш, на крајот, бараме оваа влада да си поднесе оставка, да замине конечно од политичката сцена, за во Македонија да почне демократијата, која е запрена, која систематски се уништува, Македонија на која им се блокирани сите нејзини евроатлантски патишта,
Македонија, која преживува период на невидена тортура, и она што вчера погледавме, се прашуваме, ако можат на тој начин да ве нападнат вас, новинарите, да влезат и да извршат упад, класичен упад во медиумскиот простор, тогаш се прашуваме за заштитата на обичниот граѓанин. Уште еднаш го повикувам Саша Мијалков како шеф, како капо дел тути капи на сите полициски служби, да не ги злоупотребува честните македонски полицајци за неговите лични фрустрации, да престане да ја злоупотребува македонската полиција. Вчера ние ги видовме специјалните единици кои еден господин Зафировски, мислам дека се вика од моето време, беше потпарол, тврди дека македонските специјални единици не беа употребени. Вчера беше употребена единицата за брзи интервенции, за брзо распоредување, единица која се користи само во вонредни ситуации. Вчера, само што не ги видовме борбените коли и да го видиме пресликаниот режим на Слободан Милошевиќ во ликот на Никола Груевски. Затоа мора да престане дефинитивно овој начин на владење и оваа власт уште денес, како што ние заседаваме, нашата партија, постојано претседателството на Обединети за Македонија, да имаат седница на која самите ќе побараат да се само распуштат преку инсталацијата, преку законодавниот дом, преку парламентот. Ви благодарам за вниманието.